Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината. А вечерва вистината ќе побараме во интервју со Ерол Ризаов, еден од бардовите на македонското новинарство, или како се велеше на времето. Не можете да бидете умрен во Република Македонија ако тажна, жална вест или некролог не ви беше објавен во Скопски вечер, а не може да дојдете на власт или да останете на власт во Република Македонија ако сте во конфликт со вестникот Нова Македонија и со Ерол Ризаов. Едно мега интервју со Ерол Ризаов, човекот кој бил одговорен уредник на Нова Македонија, кој бил директор и главен уредник на Утрински вестник, кој имал блиски релации со таа топ 10-ка во македонската олигархија, или денес е на некој начин член или представник на таа длабока држава во Република Македонија, која во Александар Палас се сретнува секој ден или еднаш на неколку дена и разговарат или креират политичките бизнис процеси во Република Македонија. Мега интервју со Ерол Ризаов, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Ерол Ризаов, ве неаме долго време видено на телевизија. Да. Човекот кој учев новинарство, од автокоманда едниот и другиот, разлика некаде 20 години, и некоја слична траекторија, почнавте економија, завршивте со политика, јас на крај завршив електронски медиуми и останавте во пишани медиуми. Влади паѓаа од вас. Може би младите генерации не се сеќаваат, значи не можеше некој да стани премиер или да остане премиер, ако Ерол Ризаов, што се вели, не климнеше со глава. Малце претеруваше. Не претерувам, имаше влијание, така беше. Нашите медиуми беа влијателни, во кои работевме тогаш, и се развива ставовите на новинарите беа прилично респектирани и професијата беше респектирана. Сега се многу променети работите и... Јас дозволивме политиката да не гази. Се сеќам на они ваш, тоа се уште не бев новинар. Да. Настав во собрањето, после она изјава на Љупчо Ѓоргиевски дека не може влав и Турчин да кажа што ќе се случува во Македонија. И они ваш настап од галеријата на македонскиот парламент и македонското собрање. Две различни работи. Значи, за Турчин и влав, Љупчо Ѓоргиевски тоа го кажа во Крушево, на Мечкин камен, по еден настап кога таму се случи инцидент со Киро Глигоров, некоја жена Сребра, мислам Сребра дека се. Да, Сребра, и тогаш ја напишев некој уводник за таа работа во Нова Македонија и тој излегна, ме нападна мене и директорот на Нова Македонија дека еден турчин влав не можат мене да ме кажуваат како треба ја да работам и така. А во собранието е многу интересно, ова што го спомна, тогаш Љупчо Ѓоргиевски беше подпредседател на председателот. И во еден говор свој во собранието на Македонија кажа дека треба да се стави контрола врз македонската радиотелевизија и врз Нова Македонија, бидејќи тие се антинародни елементи, се против државните интереси и така натаму, и јас тогаш извикав од галеријата. Тоа беше инцидент прилично намерно направен од моја страна, дека тоа е еден вид на фашизам, болшевизам, извикав таму, два пати, за добро да ме чујат доле пратениците. Андов прати некого од обезбедењето да ме isfрлат. Ја реков само со листици, ако ми ставите на раците, и тогаш прв пат се случи една голема солидарност новинарска. Сите ја напуштија галеријата новинарска во знак на протест. Ја предпоследен остана само една новинарка од телевизија, сега е веќе покојна, не секам да спомнам, ни не е ни битна. Значи, Васло Тупурковски побара пауза и тоа така некако заврши со тоа што доста Димовски искуши за да ја олесни работата на пратениците и на ВМРО, рече инцидентот го направи новинар од немакедонска националност. Значи, тоа беше како едно оправдување дека ништо страшно не се случи. Ризаов, вие му дадете прв шанса на Никола Груевски. Непознат Никола Груевски за пошироката македонска јавност. Мислам дека имаше додаток во вторник на вестникот Нова Македонија, пари нешто или така се нарекуваше. И тогаш она полемика на Сем Вакни на Никола Груевски во продолжетоци во некој фелтон, вие дозволувате да биде објавена во вестникот Нова Македонија.
Мене ми е жал што Нова Македонија, каде што ја имав таа среќа или несреќа да живеам во историски значајни и интересни времења, значи бев новинар во два система, политичко-економски, па и ти. Бевме и во социјализмот и во, така да го наречам условно овој систем капитализам, иако не е ни тоа. Значи, ние во Нова Македонија беше изнесена на едно ругло, да речем така, на едни напади, као Нипот и така натаму, што беше прилично непристојно во новото време, иако, да ви кажам право, бидејќи вие сте работеле во вечер, сигурно се сеќавате, Нова Македонија беше една институција многу значајна во јавниот живот на Македонија. Целата куќа. И ако се сочувана некаде таа архива од книги, од текстови, од се што е таму собирано, ќе се види колкаво е огромно историското значење на еден вестник кој од 44 година излегувал, се уште излегува, иако мислам дека е далеко од тоа што би требало да биде во денешни услови Нова Македонија да представува. Многу малку луѓе ќе веруваат дека ако кажам како изгледал еден колегиум на Нова Македонија, дека е тоа возможно. Да имало скриена камера негде, кој сега обично имаме камери, и сега да го прикажеме, мислам дека редакциите ќе се вџашат од демократичноста и од начинот на формирање на утрешниот број. Тоа го видов во Америка, кој бев гостин на State Department, бев во неколку вестници. Познати вестници, бев во Чикаго Трибун, бев во Денвер Пост, бев во Лос Анджелес Таймс, бев во Вашингтон Пост. На некаде бев и на колегиумите. Значи, пријавувањето на темите, дискусијата, па доаѓало до такви расправи, тешки кавги, а после тоа да се седне на кафе, да се разговара, да се брани ставот, уредниците ги бранат ставовите, новинарите, главните уредници никош не се согласуват со ставовите. Тоа се води тешки расправи. Денеска, кај ќе ти каже, газата го врзуваш кон... Да, така, денес тоа го нема. Например, јас со години бевме во иста канцеларија, двајцата со Мирка Велиновска. Да. И никој не верува дека можеме двајцата да функционираме нормално во иста Апсолутно. А ние функциониравме, што се вели, како швајцарски саат, бидејќи се респектирате, ги браните своите ставови тези. Како одлучувате Груевски? Тоа е почетокот на кариерата на Никола Груевски. Да. Фелтонот со Сем Вакнин кој се објавува во вестникот Нова Македонија. Пред да стане тоа што е. Исто многу тоа јас автохтоно одлучувавме за такви работи, без многу големи Воопшто немаше и многу други текстови, и многу други колумни во тоа време, односно колумните не беа развиени, него коментари, анализи се објавува во Нова Македонија. Ние тоа е една голема школа, еден гигант кој наместо да се развива, беше упропастен. Еве сега видите таа зграда, таму се министерства. Сите министерства ги стават. Министерства наредени таму, тоа е едно уништување на една... Бидејќи ти подобро знаеш од мене, тогаш кога дојде приватизацијата во Македонија и во Југославија имаше 3 вида на собствености, не 2. Значи имавме општествена собственост, државна и приватна. Општествената собственост се претвори во државна и тука е една голема трагедија, бидејќи дел од општествената собственост е собственост и на вработените. Тие се откажувале од некои своји примања, бенефити и привилегии за да нешто се изгради, за да нешто се направи. Државна беше само печатницата, новата машина, другото беа општествени, изградени со пари на вработените. Нова Македонија имаше 300-400 трафики кои носе. Ако ти кажеме на бројка, ќе се зачудиш. Нова Македонија имало години кога имала $100 милиони приход. Тоа е фрапантна бројка, ќе кажете како е тоа могуќе. Па не е возможно, не е тоа од вестници продавање само. Тамо се продава цигари, тамо се продава милион работи во едно мало трафиче кое правеше промет. Сега тие пари не се сите на Нова Македонија. Тие пари се, нели, 10 или 15 или 12
остот за продавачот, другото треба да производителот и да трговецот да му се плати. Меѓутоа, тоа е изворедна основа да се прават профити. Профити не се правеа поради преработеност. Не во редакциите. Редакциите не беа големи. Преработеност имаше во другите служби, во заеднички служби, каде што имаше преку 200 луѓе, сосема непотребно, имаше во печатницата 470 луѓе. Тоа од Белград надоле до Солуна него нема печатница, би требало да биде, а приходите 70-80% од самата куќа, од печатање, со цени кои се прилагодени да одговараат на печатниците. Многу луѓе мислеа дека Нова Македонија не плаќа за печатање. Не плаќа и повешето од пазарната цена, за да се одржи. И ако луѓето ги претворите во сати, колку луѓе работеле, ќе испаде дека со прековремените сати, ако ги претворите луѓе, ќе испаде дека 650 луѓе работеле во печатниците. Смени. Гледате, Ризалов, се дојде во една ситуација, тоа е текот на 90-тите години. Значи, првата е промена на власта во Македонија 98 година, победата на ВМРО ДПМН и на Васил Топурковски. Меѓутоа, 7 години некаде, или 8 години, од 90 до 98 година, кога постои повеќе партиски систем, главниот непријател е НИПОТ на ВМРО ДПМН. Не е толку СДСМ колку што е Киро Глигоров и НИПОТ. И не само на ВМРО ДПМН, него имаше и други структури кои го сметаа НИПОТ за некаква конкурентност или конкуренција и удираа по НИПОТ како некој бастион на задништво, како некој бастион на режим. Бранко Царенковски ја доживуваше Нова Македонија како многу поблиска до Стојан Андов. Да. И до Киро Глигоров, колку што обвинува дека сме либерали, дека се либерали, дека она афера што беше извадена, нели, љубовницата на Киро Глигоров и така натаму, дел на раководството на Нова Македонија, Царенковски секогаш ги сметал дека се блиски до Стојан Андов. Значи, НИПОТ беше еден систем или Нова Македонија. Јас кога во 96 година бедам уредник во еден телевизија, бев шокиран од условите кои беа во еден телевизија во споредба со грандиозните услови. Ние имавме и Нова Македонија. Во Нова Македонија новинарите негде од мојата генерација, значи негде од 76-та година крајот, секогаш почнува од градската рубрика. Секој така. И таму се учише занатот и немаше подпис, него некој иницијали, малци, и се радувавме кога ќе ни се појават иницијалите. Значи. Иницијали па точка презиме, нешто поголемо. Тоа е нешто поголемо, ама тоа малку ќе помине време, додека се, например, нас ни беше учител таму Асен Тодоров. Тоа не го знаете вие, човекот беше возраст, некојаш бил помошник главен уредник за некои прашања кои што не се во новинарството, ама не научи да пишуваме вестна информација. Значи, ако не научиш да пишуваш вестна информација, тоа изгледа едноставно, ама не е баш едноставно, нема да научиш никогаш ни новинарство. Сега луѓето доаѓаат на работа и од утредента пишуваат колумни. Можда тоа негде може да е добро, ама не знам, ама треба да имаш Васко квалификатив во името и презимето за да можеш да пишуваш колумни. Така е. Значи треба да си општо познат. Така е. Ја колумна почнав да пишувам на 30 години стаж. Пред тоа пишував анализи, коментари, интервјуа во повеќе весници, во повеќе дури после 30 години седнав да се осмелив да пишувам колумна и кој видов дека е тоа прифатливо и дека има некаков фидбек, односи со јавноста, почнав да негам за прво лице нешто да кажеш ти, јас мислам. А кој си ти, бе, човече? 97-98 година се враќам од еден телевизија во Пулс, Коле Мишевски ме поканува, ми дозволува да го направам редизајнот на Пулс и велики имаш колумна. Мирки имаше на 7 страна, ако не се лажам, Велиновска, јас требаше на 22 страна. И јас тоа го одбив, бидејќи сметав дека на 27-8 години, колку таму, дека јас не треба тоа да го правам, бидејќи рано. Имаше добри текстови во економијата, јас се сеќавам на тоа. Така е. И сега тоа те викнавме и во Утренски вестник да правиш колумни. Имавме 2004 ли беше тоа веќе? И во Утренски вестник, еве са Никола бидејќи спомна, Никола Груевски беше првиот министер на ВМРО кој се јави во Утренски вестник.
се јави мене лично и вика, сакам да разговараме, да ни дадете, вика, Попус, имам, он беше министер за Трговија. Имам, купувајте македонски производи. Викам, тоа не е некако согласно со Европска Унија, значи да се тоа форсира, ама викам, бидејќи не сме членка, зашто да не, добра идејата. Ама подуслов викам да дојдеш во редакција. Дојде човек. Во редакција. Да, дојде во редакција, разговаравме и 20% бараше Попус за тој пиар и за таа реклама и јас, бидејќи бевме нели приватен вестник, му реков 30%. И добро функциониравме и се договаравме со него и како министр за финансии. Имавме некоја соработка, бидејќи она што СДСМ не смееше да го направи, да го подготви, тоа се ДДВ, законите, прометот преку банките и тоа, беше све подготвено, меѓутоа беа некако уплашени дали тоа толку брзо треба, па словенците уште не го направиле, па ние ли ќе го правиме. Го имаше таки фити, го имаше све подготвено тоа и другите и го имаше во фиока ставено. Да, не во фиока, него го чуваа во владата и го чека да. И дојде овој храбро настапи и тоа некако предизвика овој симпатија. Меѓутоа, тој човек откако стана премиер, тоа е нешто уште самата кампања, тоа беше нешто непрепознато. Тоа е единствено што мене ми се јавувал додека сум бил главен уредник или директор. Ја бев во Утренски вестник тогаш, бев еден од основачите на вестникот. Прв пат ми се јави за становите. Неговите оне 4. Не беше уште премиер. Да. Значи беше во опозиција пред самите избори. И тука се договоривме, вика, те болам дали може малце, вика, ова не е така, ова е вака, ова, викам, чекај, викам, ова е голема работа, викам, има документи, не можеме да го сопреме. Ама ја ти гарантирам дека не е така, ова, она. Викам, ајде да испитаме еден ден. Ама викам, еден ден. Еден ден ќе одложиме и не ти ветувам. Вика, никој тоа нема да го објави. Викам, како тоа никој нема да го објави? Како имаш ти такво влијание? Да, вика, нема. Па време, шпиц, викам, тоа некој ќе објави. Искочи во време тоа. И ние продолжи. И тој беше за тоа лют и него прости тоа. Иако беше самиот, имаше документација. Во сите оние негови настапи на... Кога стана премиер, кога Мијалков го назначуваше за разузнавачките служби за директор, се јави на телефон и вика, молим те ова да не се објавува. Како, викам, може тоа да не се објавува, викам. Тоа е, ви го ставаш во тучино за главен човек на разузнавањето. Тоа нигде го нема во светот, викам тоа. Па добро види ако може тоа да биде некаде назад со мали букви, викам. Не, викам, тоа не можете да го барате мене и тоа нема никош да. После тоа, пак се јави, лют што пак сме го објавили, меѓутоа подосна се случија многу други пожестоки работи и многу полоши работи во таа ера на тој груевизмот кој ние редовно го следевме, пишувавме и така натаму. Меѓутоа, кај ретко кој човек не таква трансформација сме виделе. Груевски како министар за трговија и министар за финансии, Груевски премиерот, тоа се драматично. Голема радикализација. Тоа се драматично различни личности. Значи, јас 99-та година почнам мисета на Сител телевизија, тогаш ВМРО ДПМН е конфронтирана страна со Сител телевизија. Сител телевизија нели еден од главните критичари. Груевски беше првиот човек кој како министар се појави. Ни каснеше камера, ни каснеше телевизијска екипа. 8 сати, тоа во Александар Палас, за в интернета, 8 сати човекот одстоја, чекајќи камера. Тој Груевски, од таа 99-та година, и Груевски 2006 или 2008 кој ми забрано, или 2011, тоа се различни работи. Дали власта ги менува луѓето, или едноставно тоа е некој амалгам на една таква структура, кај што структурата која е гласачко тело на таа партија ги дроби и ги менува лидерите, ги носи во некои авторитарни води, знаете, тука е клучната работа. И тоа е веројатно
клучно нешто за еднината на Македонија, бидејќи, како вика Фрчковски, многу е битно сада са манели да може да биде капацитетна да решава одредени проблеми, но ВМРО со тоа едно гласачко тело кое е исплашено од Европа, исплашено од Запад, наклоново кон Русија и така натаму и така, но да не прави проблеми во државата. Многу си во право. Значи, таа трансформација на луѓето низ овие години на работа, веќе ќе биде 46-47, сум ја гледал и зачудувачки, ајде, овие, да ги наречем некои класични политичари кои го знаат маркетичкиот дел, како Груевски, значи да се подведува под расположението на граѓаните за допадливо за ова. Меѓутоа имате тука доктори на науки, професори универзитетски, образовани луѓе, демократски расположени, од еднаш гледате како тие луѓе, прво се чудите зашто влегнале во политика воопшто. Тоа ми е многу чудно. Што барат? Доктор на науки или физичар или доктор, врвен оператор. Влегува тоа, ја кој сум бил во новинарството активен во редакциите, подсмешливо, со иронија сме гледале на политичарите, иако тие политичари не биле случајни. Ризов, пред 20 години, 25 години, врвните новинари беше срам додат за портпароли. Апсолутно. Значи не се размислуваш. За амбасадори беше срам. Значи не се размислуваше. Од Нова Македонија главниот уредник или директорот да отиде за амбасадор беше на задување. Додека од телевизијата интересно, они беа многу заинтересирани да сакаат да идат во некаде, да бидат дури прв секретар, втор секретар, таше. Тоа е чудна една поделба меѓу пишаните медиуми и телевизијата. Радиото е нешто друго. Радиото беше исто така многу мохно и јас како помошник главен уредник кој го планира вестникот не почнав да работам без да ги чувам вестите од 3,5 сата. На македонско радио. На македонско радио. Беше многу влијателно и многу сугестивно и многу професионално. Така да Нова Македонија и македонското радио и телевизија во тоа време одигра голема улога во создавањето на независноста на Македонија, правилната определба е. Добро, како сите овие бастиони на македонската нација, на македонштината, на процесите во НИП Нова Македонија, првиот македонски збор, Горно Брановци и така натаму. Да. Ете, сите тие на некој начин не го издржа тестот на времето. Пропадна. Ги снема или се трансформира во некоја небитна форма која го нема влијањето кое е неопходно. Например, видовме Словенија. Сакам мала една дикреса. Видовме Словенија. Партија формирана во јануари, за 3 месеци победил на изборите, најтежок пораз во историјата на Енес Јанша, на получекор до политичка пензија, со обвинување дека длабоката држава Милан Кучан и тој естаблишмент комунистички кој преку Стане Долан се префрлен на Милан Кучан и така натаму, циклично на 5 или на 6 години вади нова политичка фигура која го поразува или го праќа во опозиција Енес Јанша. Имав во интервјуто со Джедет Хардини спомнато за длабока држава во Република Македонија, групата која седите во Александар Палас и дебатирате. Кажем оци за тоа, дебатирате мистрите по политика. Да кажеме за може ли за Милан Кучан таа Словенија е многу битна како форма на една длабока држава станат од поранешна Југославија да анализирам. Александар Палас нема длабока држава. Тамо сте вие Стерионаков, ние сме поблиску до Васил Тупурковски, како да кажем, до Шурајдер или до некој до геријатрија, отколку. Таму времето повеќе поминувам во една терапија на смеење, малку шеги, таму се неколку познати доктори, некои од бизнисмените и веќе сите се до еден пензионер. И не се влијателни луѓе ни во политиката, ни во бизнесот, освен што со своето знаење и искуство можат многу да помогнат да некои ситуации, но никој не ги ни бара, на никого не им треба. Така да тоа останало дека во Александар Палас е некоја длабока држава. Кој ги креира процесите економски? Процесите прави влади, менува министри, така не. Нема. Гледате, Свето Јаневски остана најдолговечен од целата таа генерација. Ви имавте среќа
со еден голем дел од нив сте генерацијски блиски, тука 3-4 години. Мукаетов 1945 година, овие се 46-та, 48 година, че тоа е некоја генерација Трифун Костовски, Јорго Ќука, Свето Јаневски и така натаму. Сите овие луѓе што ги спомнуваш, јас ги познавам и се знам добро со нив и пријател сум пред да станат тоа што се денеска, односно што биле големи бизниси. Значи, Свето Јаневски беше погонски инженер во пивара. Таму имаше друг директор со кој јас исто комуницирав како новинар и така ми послучи во неја, овој вика ќе биде следниот директор, многу е талентиран. Тогашниот, на пример, со Штерио се знам уште кога Фершмет беше на ниво на Руен денеш, да речем, или со директорот на Гранит, Страшо Милковски. Страшо Милковски се знам уште од Делчево, која беше човекот работеше во локалното градилиште на Гранит, инженер. Дојден така се запознавме и имавме долгогодишно. Хари работеше во владата како Хари Костов работеше во владата како меѓу луѓето кои ги подготвуваат материјалите за седници на Драглјуб Ставрев владата и така натаму. Така да тие пријателства се одржаа, не гледа причина зошто би требало да се расипат и дури има некојаш некои несогласувања околу мои текстови и така натаму, меѓутоа секојаш тие не биле пречка да престане пријателството. Сме имали некои конфликтни некои ситуации околу одредени ставови што сум ги пласирал во медиумите во врска со приватизацијата, во врска со некои неправилности, но никој што не представува, затоа што ја ги делам приватизацијата на успешни компании кои се развивале и создаваат профити, вработуваат, плаќаат даноци и на компании кои чезнале, а имале огромно богатство. Со тие никој не се бави. Втората генерација или децата, нови луѓе кои ги приватизира компаниите, со чест на исклучоци, алкалоид да речеме, во еден најголем дел децата не успеат да го постигнат нивото на родителите или на татковците кои ги приватизирале компаниите. Се промени условите и треба да се почека малце. Значи, тие се деца главно гледано школувани. И тоа некои се школувани на запад. Скопски пазар и така натаму, значи не успеа добро, има некаде и таква, не може да направат некоја поголема надградба, но кога ќе достигнете еден голем успех, веќе 1-2% не е малку. Значи, кога немате ништо, па 10-100% е малку. Нели, во економијата, ако гледаш растот на Германија, ако е 1,5%, тоа е страшно голем раст на една веќе совршена индустрија и со големо производство и светски износ. Ако е кај нас без 5-6% нема развој. Не може да има развој. Значи, тие 5% или 4% на раст се малку и треба тоа да биде сукцесивно 5-6 години поред за да допре до 2/3 од населението тој развој. Ето гледате, Македонија табак ја нема. Фершпет ја нема таа мок што имаше пред 20 години. Се јавија и конкуренција, се јавија и други ситуации. Се уште е доминантен на пазарот. Пиварите кои ги напуштија големите директори ја нема таа мок, ја нема таа сила. Навистина владеа помалку авторитарно, владеа со од позиција, нели, од преминот од комунизам во капитализам. Знаете, многумина сметат дека приватизацијата е направена како грабеж во Република Македонија. Меѓутоа, јас бидејќи сум бил дел на тој процес, јас се сеќам како ги молеа големите директори во Македонија да ги приватизираат компаниите. Она прва група која беше, ако не се лажам, ако Македонија Турис, Фершпет и Скопска пивара, власта со молење ги натера, бидејќи беше ризик 93-та, 4-та, 95-та година да се приватизираат предпријатија. Војна имаше на север, санкции, ембарги и така натаму и не функционираше економијата. Сега тука се создаде некоја представа дека тие луѓе им се поклоните фирмите, дека тие луѓе седнале ги приватизирале компаниите без око да им трпи, што не беше така. Ама тешко вие може да им објасните на граѓаните. Затоа вас која викам дека треба секоја приватизација во Македонија одделно да се гледа. Значи, не, ако е тоа нели озаконето, меѓутоа има успешни и неуспешни приватизации. И на политиката
Тоа и требаше покасно, секогаш пред избори, од тоа се правеше многу голема популарност и популистички се напаѓа, нели, олигарсите и така натаму, овие неправедно богатење, сето тоа создаваше еден анимозитет према успехот. Иако имаше и неправилни, значи, иако имаше злоупотреби. Затоа вика, да речеме ФАС 11 октомври. Ние произведувавме по 2-3 автобуси, модерни автобуси овде во Македонија, со Мерцедес мотори, со ова, со тоа. Фабрика, и имавме техничка интелигенција таму. Имаше луѓе, инженери, луѓе кои работат на универзалните машини, што викаме дребонзи, може човек да направат од толку знаење, од толку. И одеднаш сето тоа исчезнат, луѓето станаат таксисти. Го снемат. Се снемат. И затоа не бара политиката одговорност. Бара ваму кај што е пивар. Зашто таму е некој станал богат? Па ако станал богат, ако има незаконитост, владата, државата може секојаш да санкционира. Е должна. Може да санкционира, да рече ова не е правилно направено, ќе го вратиме, мама имало закон, добро има закон, меѓутоа имаме овде неправилно. Зошто ова не се? Пелагонија, 12.000 вработи, градежен гигант. Од Ирак до Либија. Сега граните со работи, е приватна компанија, Пелагонија нема. За гранит можеме да правиме муабети, какви такви, да политички да рангираме и да не добива работа како една од најугледните компании во Македонија, да добива работа еден поединец градежен што се формирал фирма и неговиот милионот профит е многу голем, а овде 5 милиона профит или 3 милиона кои треба да се даде плата на 2-3 работници, не е правен. Значи, затоа викам, реки сум работел и на економски теми, ти знаеш, и ги разбирам овие работи и сум учествувал во делот на носењето на првите закони за приватизација кај Анте Марковиќ. Знам каква е замислата и што требаше од ова да се направи. Може би и избрзано некои работи се направени, верувајќи во тоа време дека со повеќе партискиот систем и со приватизацијата ќе иде општеството многу побрзо напред. Може некои приватизации требаше да почекаат. Бидејќи еве Словенија не направи таква нагла и брза приватизација, се уште има добар дел од компаниите кои што се држат. Па добро, дел од словенските компании кои се влезени во Република Македонија се уште државни. Така е. Дел од словенските банки не може да учествува до процес на приватизација на Стопанска банка во Македонија, бидејќи самите не беа приватизирани во Словенија. Дури подоцна Белгиска банка имаше влезено. Да, имаше само 30% и тоа имаше еден детаљ кој морам да ти го кажам през кога го спомна Милан Кучан. Милан Кучан тогаш председател на државата им рече на банкарите дека може да продадат 30%, ама не на соседите. Тоа е многу интересно. За да нема влијание. Да, не, финансиските токови преку нова банка може да се следат во Словенија. И затоа се продаде на Белгија, па после тоа пак се докупуваше, купуваше и така натака. Стопанска банка ја купи државна банка во Грција. Грција, така. Значи, едно е кога купува државата, државна банка, рафинеријата, Хеленик Петролеум купи рафинерија. Рафинеријата под Белград до Солун е единствена рафинерија. Под Сава и Дунав. Значи, таа би требало да биде најисплатлива од Ниш и Косово до Гевгелија. Што се случи? Значи, продажбата со подпис на професори дека треба да се продаде е криминална затоа што тамо беше Тито Беличенец, Гале Галев, тоа се професори, нели? Криминална затоа што загубите што ги правеше и така натаму. Загубите што ги правеше рафинеријата и кои ги надополнуваше државата со десетина милиони долари за да се одредува цената од државата со налог, што е интервенција државна, беше претворена во една формула која гарантира профит. Значи, берзанска цена плюс акцизи плюс профит. Така ќе се формира цената и ти автоматски имаш профит. Меѓутоа, производот, њуз производот би го рекол
како бидејќи таа нашата е повеќе мазутара отколку рафинерија, има 500.000 тони до 600, ако работи со 2,5 милиона тони капацитет, масло. Тоа се става во договорот како услов државата да мора да го откупи. Во наредни 20 години. Како велеше, тука е катастрофа. Како велеше Џозеф Едвард, дека таа приватизација или има направено човек кој е луд, или човек или политичар кој е драматично корумпиран. Да, а таму беше директор еден многу познат стопанственик Борис Рикаловски. Таа рафинерија можеше да работи топ. Од Панчево до Солун и вамо до Бургас, и вамо до Бургас. До ова да работи. Нема рафинерија. Нема рафинерија. И сега затоа она уште се води, иако се увезуваат разни деривати, не е битно, уште се води како меѓу големите успешни компании од Македонија. Ризов, имавте можност и со Анте Марковиќ и со целата таа македонска десетка, нели? Да комуницирате, да разговарате, да ги познаете. Хари Костов е 8 години помалат од вас, меѓутоа сте имале со Хари Костов секош одлична соработка. Да. Беа Данчо Шутурков и Гаврил Гаврилски најголемите олигарси во последните 30-40 години во Македонија. Најте олигарси се малце груб збор, бидејќи Македонија не направи ни олигархиска структура, не направи ни криминално милје некое големо, како земонски клан и така натаму. Со Шутурков не се знаев многу, освен во една прилика, две што. Немавте комуникација? Немавме. По една-две прилики така сме размениле по некоја реченица. Ние со Гавро Гаврилски во однафтената криза многу ни помогна за транспорт на весниците и на Нова Македонија и беше така предусретлив човек и таков ми е во спомен. И сепак јас сум многу помлад од тие генерации. Повеќе сум ги познавам овие генерации. Дали тие биле олигарси или не биле олигарси, се прават и митови од тие работи. Беа држава, знаете, со аферата Тојоти, нели беше падната влаата на Никола Клюсев. Вие после 98 година, 99-та со Трифон Костовски го правите. Знаете како ја открив аферата Тојота? Вие напишавте, затоа јас... Не, него ја купив Тојота. Вие купите Тојота? Сега ви кажам, тоа може интересно за гледачите, таа афера, тие што памтат и што ја знаат. Та беше голема афера. Еве, ќе ти ја кажам, може ти не ја знаеш суштината на аферата. Суштината на аферата, јас сакав да купам Тојота, слушнав дека ефтини коли се купуваат, орам, па викам ја млад, прилично човек, викам, ајде, кидам и одам таму и една Тојота, уште една. Останата, таму. Канцеларијата имаше некој директор Пехчевски таму. И ме испати Гавор Гравлевски и да види, вика, може има уште една таму. И одам таму и има уште една и подготвија документите. Кога гледам, рачунам, $10.500. Тоа беа огромни пари. За тоа време беа големи пари. Абе, како викам ефтина бе ова, што направивме се? Ја после отидов да зајмам пари, да купувам на пазар, тоа што сам пазар работеше. Девизи, па тоа страшна работа, некоја со денари се плаќаше, мислам. Али треба девизи да чува луѓето девизи, ако ти даде на заем пари, ти дава девизи, и треба да му вратиш во девизи, не можеш да му вратиш во динари, инфлацијата е огромна. И отидов ја земав Тојотата. По неколку дена, одземав, платив све што треба. Колку? $10.500. И се каја, викам, што ми требаше ова работа сега, зашто ја ова да го направам. И по неколку дена бев службено во Истанбул, во амбасадата на југословенскиот амбасадор, видов иста Тојота, како мојата. Викам, чива, вика, на една наша службеничка. И викам, ајде да разговараме, колку ја купивте Тојота, од Турција секоја школите беа поскапи од Македонија. Вика, $11.000. Добро, викам, што... Ама вика, ова е поскапи со овие коли, ама ова е некоја втора класа на лимот, али многу добри се, многу издржливи и така натаму, така да одговара, вика, цената е таа, реална и така натаму. Клюсев, примерно, 2 купил. Не знам кој купил овде, гледам, не можам да разберам, аферата пукна, ја не можам да разберам зошто, кај сум направил овај, кај е проблем. Зошто толку? И открив. Луѓето, кои ќе ги земат документите,
Не плаќале веднаш. Некој чекал 10 дена, некој 20 дена, некој месец дена. Толку брзо се менуваше курсот. Со инфлацијата. Со инфлацијата, со на црниот пазар и реалниот курс, што на луѓето им доваѓа за неколку илјади тогаш марки, доваѓа или долари. Се топеше цената, инфлацијата е топеше. Так. Некој што имале позиција и по месец. Значи, што ме направија будал, па што си отишол одма да платиш? Значи, требало да почекаш некој. Едно 2 месеци, 3 месеци. Абе, доволно беше еден месец. Така 20 дена, доволно беше. Платата ние да се преполови овој. Ние зимавме платата и веднаш купувавме нешто што може да тогаш имавме ние по 300 марки плата, така а сега треба да платиш 10-11.000 долари, треба 2 години да работиш 3 за една кола. Изов, тоа време на Анте Марковиќ, се уште македонците го памтат. Да. Време на банани, фрижидери, телевизори, видеорекордери и така натаму. И едно од првите мерки на Васил Тупурковски, или првите активности кои ги прави Васил Тупурковски кога доаѓа да биде дел на власта со Лјупчо Георгиевски, го ангажира како специјален советник Анте Марковиќ. Да. Срамота е ние после 30 години независна Македонија. Се уште 79-та година да ја сметаме како една, ако не најважна, едно од најголемите или најдобрите години на економски план во Република Македонија, а се уште после 31, 32 години, 33 години, времето на Анте Марковиќ да го кажуваме во Македонија. Па и одредени споредби кои се правеа за Груевски, дали ќе биде нов Анте Марковиќ или нема да биде нов Анте Марковиќ. Па веројатно пред тоа било беа правени во еден таков контекст. Веројатно пред тоа било многу лошо, па кој ќе дојде едно подобрување, останува во колективното памтење на луѓето. Бевте дел на некој тим на Анте Марковиќ. Имаше еден неформален тим, еден период, добив ја некои мои текстови од тоа време беа пренесувани во борба и имав и колумни во Љубљанско дело, секоја среда. И не знам, некој ме препорачал и ме повика таму во сојузната влада на некој разговор, кога таму бев фрапиран од составот кој беше повикан. Значи, беа новинари, многу големи имиња, тоа беше тој Драгиша Бошковиќ од економска политика, Драго Бувач, Кесич, некои новинари кои јас ги читав, бев одушевен од нивното пишување, па малку ми годеше што ме познаваат тие мене. И што беше работата, на некој начин бевме ангажирани да ја критикуваме сојузната влада, од самата влада, како што беше и Бајтов институтот од Љубљана, ангажиран на тие работи, за да се пречека новиот систем подготвен. Ти знаеш, во економијата, ако правиш некакви реформи, ако не ги подготвиш граѓаните на тие реформи, тоа не може да помине, не може да има успех. Бев гостин исто и на јапонската влада, 4000 новинари беа поканети во разни периоди за да се објаснат реформите од тие 4000, 3000 амерички. И не знам колку 500 од Јапонија, од регионот и еден од Балканот, бев ја, таа среќа имав, за да универзитетски професори на Харвард и на министри да објаснуваат на потесен простор и на меѓународен простор и на светски глобален простор какви се реформи имаат јапонците ќе направат. Ја бев фрапиран дека ќе им банкротирал, не знам, пензијскиот систем, банките, нешто биле у тешка положба. Тоа во спротивност со она што го гледат моите очи, кај што возовите летаат, авионите одат пешки, кај што се гледаме на држава велелепна, деца во униформи одат во школа со 8 години во подземна железничка, све функционира како са. Викам, како вие ќе пропаднете? Викам, што зборувате? Вика, заостануваме 10 години зад Америка. Но што заостануваме? Па ние, вика, само немаме нови изуми, ние само го копираме и правиме поевтин производ. Мораме па викам, овие другите не се споредуваме со другите, се споредуваме само со Америка. Значи само со Америка. Пази, таму паднаат 2 атомски бомби. Така е. Нагасаки и Хирошима. Да. Кој влегуваш во музеот во Хирошима, има таа среќа да влезам, излегуваш друг човек.
Не си истиот. Кој ќе видиш што значи атомска бомба. Да, сега што трескат, ке се употреби атомска бомба да, во Украина. так. Треба да ги И пратиме сега, тамо и да сега видат. таа Јапонија е најдобар пријател со Америка и е во Г7. Таа разрушена Јапонија, уништена Јапонија, понижена Јапонија во Втората светска војна. Таа Германија, уништена, целата, комплетна, сравнета со земја. Економска велесила го освои светот, не со војска, со економија го освои светот. И таа е во Г7. Значи, најголемото разочарување, моја лично, и незнаење, така да речем, е во погрешната проценка дека ние сме го надминале примитивизмот и провинционализмот. Нас тоа не убива. Тоа е невозможно колку сме нетактични, колку не знаеме каков примитивизам владее. Тоа е едно страшно тесто за политичко месење од разни шарлатани во политиката, од разни влезени арами, да не речем, кои злоупотребуваат власта, кои злоупотребуваат моќта, кај што се за да прават пари на штета на овој народ и да го местат и натаму со екстремизам и со радикалност за да успеат Како велат? да останат на власт. И сега ќе се вратиме на Анте Марковиќ. На Анте Марковиќ. И на Анте Марковиќ и на Турција, бидејќи имате многу контакти и познавање во Турција, сакам оној модел на Кемалата, за да можеме да се вратиме до македонското. И кој дојде таму сега, видите, каква некоја привилегија, законите кои треба да се усвојат на сојузната влада, доаѓа кај нас пред да идат. Кај оваа група што се Кај оваа група пред да идат во парламент. И што беше идејата, ја не можем да се изначудам тогаш. Идејата беше како тоа да се представи со едноставен јазик на граѓаните да го разберат, со новинарски јазик. Ризов. И сега да речеме основниот закон на капитализмот, нели, формирање на цената. Гледате, таа држава колку била понапред од Македонија. Значи, вака, ко сега објаснувате, нели јас тука... Како да го представите законот за понудувачки и побарувачки? Тоа е сложен закон, вие сте студирали, економија знаете. Клучен закон. Клучен. На економската Да, тоа е столб. Столбот на економијата. Дојде Драгише Бошковиќ, вика, абе со првите јагоди. Како, викам, со првите јагоди? Со првите јагоди, првите јагоди се, вика, најскапи на пазарот, најмалку ги има, се прави профит, меѓутоа не го решава проблемот. Која ќе почне да зреат многу јагоди, кој ќе почне да паѓа цената, кога жените купуваат цели гајби да прават сладко, тогаш е профитот, вика, затоа што повеќе луѓе се вработени, поголеми површини со јагоди, повеќе шеќер се троши и след тоа. Значи, понудувачката и денеска е така и со пари. Тие кога одите во банка да земете кредит, купувате пари. Парите се продаваат, значи има услови. Ако е голема понудата, каматата паѓа. Ако е мала понудата, каматата расте. Ако си кредибилен и враќаш, имаш помала камата. Ако си сомнителен, имаш помала. Значи целиот систем треба да почива на една економска логика. И тоа ние го работевме таму. И тоа идеше многу успешно. И воопшто го работевме со големо задоволство и немаше некој надомест да кажеш плаќање пари, да тоа ангажман и ово. Него чисто еден голем ентузијазм, затоа што живеевме во убедување дека создаваме едно ново време, учествуваме во еден нов политички економски систем. Имавме многу контакти, читавме со Зоран Пјани, со Хорват, Бранко Хорват, големи југословенски економисти, кои открија на времето уште со реформите во кои учествуваше Киро Григоров, дека уште пред Тито жив, дека не може да се прават големи општествени реформи ако не се направат, економски реформи ако не се направат општествени промени. Плурализмот кој почна да го заговараат уште во социјализмот не беше партиски. Плурализмот беше некако економски, ама тоа не идеше додека не се формира нов политички економски систем. И тоа време дојде, за жал, многу време се потроши енергија, но не се успеа да се постигне некаков резултат кој го очекува јавност. Бидејќи економските реформи така пропадна Југославија.
Економските реформи беа правени, меѓутоа тоа не беше следено со политички реформи кои ќе анализираме овие јужноазијски големи чуда. Башко Југославија, ја го потребувам изразот, Југославија пропадна како потрошен историски модел. Зошто? Затоа што ова што го кажуваш, не успеа да понатаму да ја демократизира државата од она ниво што го постигна до 73-4 година, кога имаше иста стапка на развој како Јапонија. Тоа е чудно, али тоа е точно. И ненадградувањето на тој модел, авторитетот на Тито исчезна, и само ако не си македонствујуч или србијуч или хрватски добро политички накова, не можеш да напредуваш во политичката хиерархија, и тоа доведе до растурија. Меѓутоа ние ја прифативме реалноста. Се растури Југославија, се растури Македонија, формира своја држава, се соочи со проблемите со кои значат да го немаш тој пазар тие време, и сега требаше да се оди напред. Меѓутоа направени се грешки во развојот на Македонија. Ризов, имавте чувство тогаш дека учествувате во правење на новото време? Да. Тогаш и вашата генерација. Таа енергија што беше 88-89 година, дел се отворија националните прашања, не знам, Васил Топурковски, децата бегалци, дел се отворија овие економски прашања, оние огромни протести кои ги правеше Благоје Филиповски, 150.000 луѓе, за политиката на Бугарија во однос на македонското малцинство таму и така. Затварање на граница на Тодор Петров и така натаму и така натаму. Таа енергија се изгуби во Македонија. Не велам нека била добра, не велам нека била лоша. Таа била енергија на правење. Имаше ентузијазм. Каде се изгуби, каде е Македонија? Вие дадовте некоја полудефиниција на незнаење, на примитивизам, на некое влегување во една слепа улица во Република Македонија. Веќе од Македонија не се селуваат само поради сиромаштија, се селуваат луѓе бидејќи сакаат да имаат некоја социолошка стабилност, сакаат да имаат некоја животна стабилност, да немаат стресот. Не е гурбетчество. Не е гурбет, тука значи, веќе не одиш гладен да заработиш, него одат стручни луѓе. Да. Елитата си заминува од Македонија. Се заминува затоа што има, видите, во светот таа флуктуација на кадри е многу присутна. Има Васко во Лондон, во Париз, во многу држави така наречени регрутери, центри кои регрутираат млади и способни луѓе. На кој начин? Ако си отишол на некој симпозиум некаде, ако си напишал некој текст некаде, тие се снимаат и гледаат дека ти во таа област имаш познавање и кога ќе се отвори работно место некаде, во Холандија, во Германија, во Франција, тие те покануваат, идеш таму на разговори и ги примаат луѓето и работат таму. Работат и успешно работат и тоа. Ама од Германија одат докторите во Скандинавија, од Скандинавија одат во Америка. Значи таа веќе светот не е ист. А од Македонија од во Германија? Одат во Германија, во цел на запад. Проблемот е Ризов што во Македонија не доаѓаат. Бидејќи ако нашите доктори одат од Македонија во Германија, ние остануваме тука. Одат сега и во Словенија, одат и во Хрватска наши лекари. Ние не знаеме тука да направиме со кислородна подршка. И нас ни се случуваат смртност во здравството и така натаму. Не дека и проблемот наш не е нали ние ќе набавиме нови машини или со машини ќе го преме здравството. Тоа се некои проблеми сигурно кои сум ги разговарали со Филипче, сум ги разговарали со Канчевска, кој нас ме убедуваше дека е успешна министерка за култура бидејќи изградила многу згради. Министерка за култура не гради, таа создава култура, таа создава културна сцена, културни дейци, авторитети во културата. Исто како што здравството не е купување на нови машини, но ви мора да имате доктори. Технологијата е многу важна во здравството. Но мора да имате доктори кои имаат авторитет, на кои ќе им се верува и така натаму и така натаму. Ние после 30 години ги измешавме работите. Направивме некој Франкенштајн во државата. Се обидов да кажам и то тешко не функционира. Примитивизмот и провинционализмот и незнаењето. Милан Кучан, кога веќе не беше председател на Словенија, беше во пензија, тогаш Словенија влезе во Европска унија и во НАТО. И јас бев кај него на еден подолг разговор. Таму го прашав, првото прашање беше тоа, викам сега сте членка на Европска унија, сте членка на НАТО, Словенија секогаш била напред во Југославија, по
успешна и во економијата, во културата, во сите тие работи. Што е следниот чекор? А вика сега е најважно. Што е најважно? Па сега вика ние не можеме да останеме на периферијата на Европска унија, вика мораме да отвориме голема дебата, расправа и мерки за сузбивање на примитивизмот, провинцијализмот, клерикализмот кој завзема лоши димензии. Ја го гледам он како бивши председател на некоја група, да речем Г20, сега измислувам, таму собрал менеджментот тоа што викаат овие сега што го напаѓаат олигарси, која држат финансиската моќ на Словенија. Г20 се викаше таа група. Не знам како се викаше, тие таму собрани и дека тие вика нема да се мешаме во политичките прашања, во културолошките, во образовните. Што вика Перес. Најважната работа во еден систем е образованието. И ја на тоа додавам, особено во малите држави кои немаат природни ресурси големи, на нафта, злато, дијаманти. Значи, најисплатливата инвестиција во една држава е добро образование. Затоа што образовани луѓе со ниво на култура, ќе најдат решение. За секој проблем ќе најдат. Може да разговарат. Може да разговарат, може да водат диалог, може да сватат толеранцијата, може да сватат, да бараат излезни решенија, пријателство и сето тоа. И сега викам на кучен, гледам тоа долго зборува, више почнаме заборува малку, нешто досадно викам, мамбе викам, сега вие за примитивизам и провинцијализам, Словенија, што да кажеме ние, ќе видите, вика. Кој ќе стане? Ќе видите, кој ќе дојде тоа време, ќе го почувствувате, што вика овој дивниот голем филозоф, сега што е во светот меѓу првите таму, како се во моментот му го испуштив. Славој Жижек. Вика, демократијата е многу добра работа, меѓу другото и за тоа што сите, ајде, да употребам груп избор, сите гомна излегуваат на површина. Може да се видат. Значи, ќе видите како тоа ќе дојде и сега, да ми простите, ги гледаме тие работи. Сега ги гледаме, ние сега сакаме со радикализам, со пумпање на етничка тензија, со митинзи се уште тоа на хроно од 20 век ова време, со не знам какви маршеви, со не знам прислушкувања, со не знам какви методи, со блокади да решиме големи стратешки интереси на една држава. Па нека земат една жена од 94 години, Латинка Перович, нека ја прочитат неколку пати како ги предупредува србите дека ќе исчезнат. Ќе исчезнат, ќе ги нема како држава ако не станат членка на Европска унија. И го докажува тоа историски, фрагментарно, дека ништо ново не е во светот да исчезнат држави. Па ние бевме сведоци на исчезнување на Југославија. Крвав распад, бевме на една моќен Советски сојуз. Распаѓот. Како сега ние не можеме, ми викаат мене, често знаат, Верол, по секоја цена ли треба да влеземе? Тоа е омилена максима. Па не треба по секоја цена да влеземе, ама која цената ако не влеземе? Ја рачунал ли некој таа цена? Што ќе се случи ако Македонија остане едно изолирано острово околу сите членки на Европска унија? Така ќе се распадне. Затоа што луѓето што живеат тука нема да сакаат да живеат во таква, ќе се приклонат. Дали на Бугарија, дали на Албанија, дали на Србија, ќе се приклонат, затоа што тие ќе бидат понапред. Зборувам долгорочно. После 20-30 години ќе отидат. Ние ќе останеме тука како некоја вукојебина, не знам каква, на Балканот, балканска крчма, или германците што не крстили уште од 19-20 век Македонија со Штенде. Знаеш што значи тоа? Тоа значи замрсени работи кои не може да се одмрсат. Кои не може да се решат. Не може да се решат, едноставно. И они таков пристап... Замрзнат проблем. Замрзнат проблем. Гледате, излага Бојар Османи вели тој е уморен сега поради бугарското вето. Ние имаме 1 или 2 години бугарски вета. Колку грчки вета имавме? Секој 6 месеци од 91 година, се сеќавате? Не. Мислам дека беше дописникот од Евгелија на Нова Македонија, кој не јавуваше што јавуваат грчките медиуми. Ние не можевме да ги читаме грчките медиуми, пошто на грчки не ли пишува. И на секој 6 месеци имавме, нели...
демонстрации, оптимизам дека тоа ќе се реши, ќе се направи, така натаму и тоа не се правеше без малку 27 или 8 Много години. си во право, извините, прекинувам. Јако е примив ова Моне наградата на Европска Унија за текстови објавени. На моментот на заблагодарување пред европските амбасадори кажав нешто што сега би било прикладно во оваа емисија да го кажам, да го парафразирам. Викам, ова е признание на мојот најголем пораз во професијата. Затоа што 30 години тогаш беа и нешто, пишувам за необходноста Македонија да стане членка на Европска Унија и работам на главната преокупација ми е таа и тоа ме одржува уште да тоа барем да го доживеам. Меѓутоа не успеавме не само по наша вина и по ваша вина. Затоа што протекционизмот и интересите ние ги разбираме како дел од политиката, големата политика. Меѓутоа, казната за успех е неприфатлива. Македонија е казнета од Европската Унија и од, да речем, не толку од Америка, која е посериозен поддржувач на Македонија, тоа што се гледа од многу други постапки. Иако нашите луѓе, знаеш како сакаат да удри Америка на маса и Европа и да рече од утре ќе влезе. Тоа заврши. Тоа време беше со Бугарија и со Жискар д'Естен и Хелмут Шмидт и со Романија, французите, тоа поради тие глобални интереси. Меѓутоа, кога еден француски или германски или амерички политичар ќе мери да бира меѓу Бугарија и Македонија, бидете убедени секојаш ќе избере Бугарија. Интересите се многу поголеми. Еве, сега се гледа тоа со војната во Украина, Црно море. Таму е Бугарија, таму има голема контрола. Гледате, Змискиот остров, кој е некоја големина на 6 фудбалски игралишта, па русите и украинците 80 дена војуваат, бидејќи се контролира сливот или делтата на Дунав. Транспортот на жито кој сега може да се прави, бидејќи нели затворени пристаништата во Украина. Норвешка сакала да ја признае Македонија под уставно име, и тоа било на дневен ред на владата, и доаѓа министерот за бродарство и вика, чекате ме, 10 брода се нарачани, уште 20 ќе се нарачат грчките превозници, сите ќе ги откажат. Тоа се интереси. Така функционира големата ние политика. Некој се однесуваме, што вика Денко Малевски, како атомска велесила да сме. Ние мораме да ги гледаме реално нашите можности и моки што имаме и она што преска го зборуваме колку треба образование и мудрост за да дојдеш да направиш нешто за своето општество, за да дојдеш до некоја цел која е стратешка цел. Ние сега се караме внатре во државата, иако ако земеш програмски, сите партии имаат Европска Унија. Така е. Сите партии имаат НАТО. Така е. И сега што се користи таа работа? Ја разбирам опозицијски власта да се надпреварува, кој побрзо тоа ќе го постигне. Кој е подобро? Тој например не е така. Не, денес е срамота да се говори за ЕУ за НАТО. Така да, ако вие сте се гордееле со таа награда, не сум се гордел, него им кажав дека тоа признание за пораз, бидејќи дел на некоја не успеавме, исто Југославија не успеа. Сатисфакција, знаете. Еден голем дел од македонската јавност, тоа е Северџанска награда, која не заслужува да биде добиена, знаете. Ако ние 90-та година, 91-та година сме гласале за независна Македонија, ние сме гласале за независна Македонија која ќе биде дел на Европската Унија, НАТО. Вие се сеќавате, нели сте повозрасен од мене, кои дебати во време на Анте Марковиќ се правеа на крајот на мандатот на Анте Марковиќ, дека Полска и Унгарија кои искористија периодот кој Југославија не прави реформи и се многу поспремни или подготвени да станат членки на Европската Унија, дека ние го немаме приматот. Така е.
како најреформирана социјалистичка држава која ќе влезе. Значи, говорам за пред 32-33 години. Ние бевме понапред, многу Југославија беше понапред од целиот овој источен... И го испуштивме возот поради тие национализми. За образованието сум уште едно прашање, сакам за Византија, после накрај да прашам и за Кемал Ататурк. 93-94 година доаѓа, мислам дека шведска министерка за образование. Софија Тодорова е министерка за образование тука во Република Македонија. И разговараме за Штулов или за Тетовски универзитет, јас новинар, нели, група на новинари викнати на таа вечера, и слушам министерката објаснува дека потребно е македонците, албанците некаде да се допра, дека тоа е на високо образование, дека во основно учат едните на македонски, другите на албански, дека во средно учат едните на македонски, други на албански, дека нормално некој да се допри горе, дека мора да има заеднички паралелки, дека не може да има факултети на албански јазик. И одеднаш министерката шведска вели, ама вие говорите за образование. Ваш интерес е да има образовани луѓе, без разлика на кој јазик. И тогаш ние сваќаме како функционира тој свет, дека овие наши балкански предрасуди, дека ако има образовани луѓе, тие ќе можат да водат албански редента, да бидат начело на студентски протести и така натаму, дека тие на запад тоа не го разбират. Вокабуларот, речникот не го разбираат, не го разбираат. И ние останавме тама во тој процес и во тоа време и ние не мрдаме 30 години напред. За жал и во науката, кај што се образованите луѓе, овој проблем не го разбираат или го гледаат прилично од една националистичка призма. Ја спомна Шведска, министерка за образование. Во еден период, тоа е добар пример, тоа е пред неколку години се случи таа работа. Не знам дали се сеќаш. Во Шведска министерка за образование стана една девојка избегана од Босна, муслиманка. Министер за образование на Шведска. Таа била во Данска. Тоа не е еден мост, ги дели таму, Копенхаген и ово. Се напила чаша вино. На контролата во Шведска, во Данска е дозволено 0,5, во Шведска е 0,0. Не смееш да имаш ово. Во контролата дозволено 0,2. Истиот момент поднесе оставка. Премиерот не дозволуваше, меѓутоа оставката беше неотповиклива заради тоа што е министер за образование. И сега мене тука две работи ме тангираат. Едно е одговорноста и принципот на размислување, притисокот на јавноста и така натаму, која не го дочекано одма веднаш таа работа. По проверката, готово. Второ е како некоја Суада или не знам како се вика, можела да стане од Босна министерка на Шведска. Значи не е само до личноста, системот. Системот те ограничува или ти дозволува она што е во рамките на законот да го правиш. Политиката е една. Белгија немала 5 години влада, премиер, функционирала. Италија има 65 влади од Втората светска војна, Германија има само 10 канцелари. Значи и во Италија, Ломбардија и Германија све функционира. И тоа не знам дали 10. Ако е Шредер 7-миот, Меркел е 8-та, овој сега Шолц е 9-тиот. Значи 9-10 не е битно, толку. Да. Значи кои стабилности се тоа? Значи и овде кај што има систем. Ние немаме систем. Магистрала, трасирана. Ние немаме систем. Имавме една книга која често ја цитирам и никој не ја гледа, Стратегија на развојот на Македонија за наредните 20 години, правена во 97 година. Стои упрашина уману таму, барем да ја направат сега ревизија, некоја да видат тоа. Таа книга имат направено 100 научници од Македонија, од Виена, од Америка, како компаративна студија со Словенија, како најблиска, по територија, по луѓе, по вапони. И таму се е напишано. Обштествениот правниот систем од Евгений Димитров. Ова направено од ова, овие од овие, од банкари, од премиери, од се. И тоа стои таму, никој не го гледа, никој не го интересира, никој не го прочитал. Премиерите не знаат дека има такво нешто. Христов, вие сте по наука, по образование историчар, историја на уметност. Да. Гледате војната во Југославија, Хрвати со Срби, Да. Босанци, Словенци со Хрвати и така натаму. Гледате Украина, Русија, Да. Словени, Да. со Словени се тепат. Да. Вие сметате дека тоа е ваша теза дека Византија
Вика, тоа е оставштина на Византија. Има една книга од Димитри Оболенски. Тој е еден од најголемите византолози живи. На Брикбек предава во Лондон. Човекот. Таа книга не случајно се вика Византијски комовел. Што значи? Таму се напишани односите на Источното Римско царство, значи на Византија, со словенските племиња, со словенските народи. И целата стратегија, за да не зборувам долго историја сега, преку глава ни од историја, на Византија е јужните словени никогаш да не направат голема држава. Еднаш направија. Направија 400 години подосна со Југославија, таа не беше повеќе од 70 години се распа. Крваво се распа. Кога се кнезовите мокни, бугарски, ги прогласуват во цареви, ги покрстуват, им даваат привилегии, која се слави ги убиваат, ги тепаат, ги мачат, ги уништуваат. Значи, тоа е и таа омраз меѓу словенските народи и христијански е исто детектирана како што англичаните направија со Блискиот Исток и со поделбата на Африка на земјите, колонијалната и уште ден денеска се тепат меѓу себе се мразат, се убиваат и така прават геноцидни состојби. Исто така и со Југославија. Добре, Здав, ние денес со носталгија кон Тито гледаме, и кон времето на Јосип умре 1980 година, 32 години се направени по неговата, односно 42 години веќе по неговата смрт. А Тито својата политика ја базираше на она историско некој му го кажува на Сталин. Еден голем дел од овие наши луѓе, кои се поранешни комити, ВМРО и така натаму, завршат на голиот ток не поради националното чувство, туку поради некакво проруско чувство или про-Сталин чувство и така натаму. Каде се менува според вас целата таа конфигурација? Гледате, истите луѓе кои го величат времето на Јосип Брз Тито, кои со носталгија гледат на времето на Јосип Брз Тито, сега навиваат за Путин. Треба да се припати новата реалност. Инаку македонците не би имало зошто да му бидат љути на Тито. Може србите имаат некои причини. Па и тие немаат некој голема. Може не им го дозволувал тој хегемонизам толку така како што сакаат тие. Имало некои можда кадровски ограничувања. Меѓутоа, хрватите, македонците или словенците немаат немаме лоша крв кон него. Ние тој диктаторски сега наратив што му го препишуваат на Тито, не го чувствував. Не, напротив. Не го чувствував, напротив се чувствувавме слободни и така. И тој ден денес ние имаме позитивно чувство. И сега пак ќе мораме малци историја. Историски гледано, Македонија од во кралството Југославија од големите партии не доби понуда за самостојна држава. За република. Доби од илегална комунистичка партија. Така е. Понуда. Во Македонија имаше можеби 20 на комунисти во тоа време. Толку. Зошто покретот е толку голем? Затоа што имало желба за своја држава. Да не понуда. Да, и затоа е прифатен комунистички, иначе не би бил иначе таква идеологија во Македонија немало во тоа време за комунизам. 26 комунисти имало. Толку во тој период, 26. Значи движењето стана. И сега мене некои одбележуваме 30 години ја на ова македонска армија. Не можам да се изначудам. Михајло Апостолски 100.000 војска имаше, командант. Тоа беше армијата на Македонија. Ние никогаш не сме имале после 100.000 војници. Во антифашистичка. Па ние имаме 75-8 години армија треба да славиме. Прослава, а не од 30 години. Па не почнува све од независноста на Македонија. Има работи кои биле лоши, ќе ги кажеме дека се лоши. Има работи кои биле добри, кои се значени. Кога е формиран првиот филозофски факултет во Македонија? Не е формиран во кралството Југославија. И тоа е годишницата, не е годишницата 30 години или не знам 20 години.
Значи, тие традиции треба да се негуваат, треба да се чуваат и треба да се каже што е што. Од каде ова симпатија кон Путин и кон Русија? Толку ли е непринципиелна, толку ли е непринципиелна таа политика на Европската унија која е создадени нови генерации? Например, во анализите на емисијата што оди на YouTube, гледам дека единствено кај некоја генерација 17 до 24 години, кога станува збор за некои ставови кои не се Путин или се против Путин и војната негова во Украина, наидува на одредена реакција и не ги гледаат тие емисии. Значи, ни генерации кои немале контакти со Русија, со рускат модел на владење, тие гледат сега со некој сентимент кон Путин, кон руската политика. Добро ти е прашањето, има 2-3 елемента, значи во тоа имаше и констатација. Значи, интересна работа. Преска зборувавме за Јапонија и Германија, како разрушени. Русија во една силна голема епопеја во Втората светска војна даде главен придонес за порас на фашизмот и на нацизмот, со својата литература, култура и така натаму да не зборуваме. Меѓутоа, економски и политички, демократски не успеа да издигне, да направи такво општество мокњо како Германија и Англија и ова, за да привлече. Сите што беа во состав на Варшавскиот пакт и што беа Бугарија 16-та република сакаше да биде на Русија, не ја сакаат Русија. А биле заедно. Тоа не ли е малку чудно? А ние ја сакаме кога никогаш во историјата со ништо не ни помогнале. И сме расчистили 40... Але со Бугарија има, да речеме, со Сан Стефано. Они извојува победата, елементи, има елементи. Не знам, во Србија влегна Црвената армија во ослободување на Белград, меѓутоа со потпис и договор на Тито да влезе и да излезе. Тито ги познавал руските прилики, руските војски како функционираат и затоа со негов потпис и со генералот Толбухин, или не сум сигурен сега нема, е дозволено Црвената армија да влезе и да ја напушти Југославија по ослободување. Значи, тие елементи, и сега ние, кај нас, зошто е сега наклонетоста голема кон Русија? Тие што аплаудираа на украинските хеликоптери која се бомбардуваше 2001, сега се против Украина. Тоа е едниот момент. Вториот момент е што тој панславизам уште не е изумрен. Иако еве Словени со Словени, христијани со христијани се волат, тој сон на една голема спасоносна држава во која ќе видиме и ние и така натаму, тоа е илузија која трае со векови. И таа се негува, бачушка, ќе не спаси. И еден добар дел од незадоволството од Европа кон Македонија и кон незиното членство во Европската унија, создава еден револт и една бесмисленост во возврат со подршка на Русија, а има и луѓе кои, не ми е малку тоа сомнително, имаат некакви парични приходи по некои политички партии маргинални кај нас и она да играат на таа топка, а има и политичари кои на тоа си прават капитал политички. Значи, или воздржани се во осудата, или дури отворено викаат, па чекај, таму има фашизам во Украина, па тоа е борба против фашизмот. Која е борба против фашизмот? Тоа е независна држава 1991 година. Која потпишала 1994 година договор во Будимпешта, кај што се откажува од нуклеарното оружје, кај што 3 држави, Велика Британија, Америка и Русија, и гарантира територијална целовитост. Луѓе убиваш, бегаат жени, деца и ова, тоа е злочин. Истата формулација заштита на германското население во Чешка, со која пред 1 септември 1939 година или 1 септември се третира како почеток на Втора светска војна, во Чешка германците влегуваат за спас на германското население. Судетско. Значи, истата формулација Путин ја употребува за влез во Донбас, во Источна Украина, Киев, борба со нацизмот и така натаму и така. Сега ќе биде интересно како Србија ќе го прави пресвртот. А почнува.
Ма види, ние кога беше Југославија цело време мислевме дека Белград е многу прозападно ориентиран. Ја одев тоа Француска седом тие се дружевме со тие писатели, поети, имавме представа дека идеме на запад, тоа е западно против комунизмот, против социализмот, го читавме Солженицин, у Бугарија Чекарен за Пушкин, ние го читавме Солженицин. Ама читаа, ние малку читавме. Не малку читавме така. Да. И одеднаш тој национализам се тоа го сотре. Нивниот национализам. Да, Така. нивниот национализам, тоа нивниот. Самите пишуваат дека повеќе србинки се силувани од црвенат, самите имаат пишувано, нели? Да, некаде тоа нели, отколку од германската окупација, нели? Во војските има такви работи. Тие го пишуваа, нели, тоа не сме го пишувале ние, самите белградски српски медиуми. Иначе во една друга смисла Ризов, ти преска почна да го Ризов, поставаш прашањето. Сезоном, ке имат ли русите некој Вили Бранд? Ке морали да најдат некој кој по 20 години ќе оди и ќе се поклони Па, тамо ако се гледа нивната, за жртвите? нивната постара и посовремена историја, решението е на војната и воопшто на Русија во Русија. Значи, падот на Путин не може да го предизвика Запад. Никош и не можело. Само русите. Така е. И најверојатно тоа така ќе заврши кога ќе продре вистината од оваа трагедија што е во Украина, рускиот народ нема тоа така да го прифати лесно, тоа ќе биде некаков бунт ќе има таму, да не бидам ја Нострадамус нешто да предвидувам, али мислам дека тие тоталитарни режими во таа смисла, во воена смисла, во тој милитантен национализам ќе заврши со овој негов пат. Ризов, благодарам. Фала многу. Малку се задржав на повеќе, ама Ке гледат. Имате што кој ќе не да. куди, ќе не куди, затоа се бавиме со јавна професија. Не можете, ако сакате на сите да им се допаднете, многу голема грешка. Нема во новинарството така. Така е. Има некои ќе викаат, овие се империалисти, продадени, глобалисти, северџани, предавници, северџани, а знаеш што значи северџан? Тоа никој не напише. Северџан е турско име со значение сакана душа. Значи северџаните се сакана. Ама еве се употребува нешто што не се знае. Се прави некоја кованица глупава, никој не стана северџан во државата. Ето, фала многу. Ми беше задоволство, се гледаме некоја следна прилика, здравје, успех и се најдобро. Ова беше емисијата во Центар. Интервјуто, мега интервју со Ерол Лизалов. Ако ви се допадне емисијата, ако ви се допадне интервјуто, ново дружење четврток 22 часот. До четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде да си.